Здраво на сите! Денес ќе ви покажеме како се препишува идеја од групата Trade Titans на Telegram и од апликацијата GIFU Connect. Секако сите што сте дел од платформата, сте дел од групата Trade Titans на Telegram и сите треба да ја имате симнета оваа апликација, значи GIFU Connect на вашиот телефон, таблет, било што, и да се логирате на неа со податоците од академијата. На GIFU Connect во првиот дел, што е како кукичка или home, може да видите дека тука има идеи од скенери и од едукатори што вие треба да си ги заследите, например како што јас го имам заследено скенерот Trendwave, едукаторот, например, Рајко, секунда само, тука може да си заследите едукатор, например, го барате Рајко и како што може да видите, на мене веќе ми е заследен или имам направено subscribe и кога тој дава идеја или постира нешто на неговата страна на GIFU Connect, јас тоа го гледам и ми стигнува нотификација. Последната нотификација тука што имам на овој фид е идеја за сел за биткоин, дадена по конфирмациите од скенерот Trendwave, и ако сакате можете оваа идеја нормално на вашата апликација MetaTrader да ја препишате. Ова е идеја за Market Execution, значи директно кликаме sell во моментот кога цената ќе дојде до $93,176 и exit 1 или ТП во нашиот MetaTrader пишуваме $92,004, а invalidation level или stop loss е $96,043. На овој начин наедноставно си препишувате идеја во MetaTrader, значи нормално како што знаете, го бираме парот што е даден тука или во случајот тоа е биткоин, кликнуваме на Trade и ги подесуваме нашите параметри за stop loss и за take profit и на тој начин пуштаме трейд. Тоа што сакам да ви го покажам друго следно е на кој начин препишуваме идеја од групата Trade Titans на Telegram. Последно што имаме ставено како нотификација за денес е идеја за злато и тоа е идеја за sell. Кога прочитате злато sell или сад sell, тоа исто така значи дека тоа е market execution или директно кога цената на златото се движи околу тоа ниво. Ние треба веднаш да кликнеме sell, да поставиме stop loss на 4089, а take profit на 4082. Нормално дека можете трейдот да го држите до 4080 или TP3, или exit 3 4078. Како што можете да видите, тука има нотификација објавено дека трейдот постигнал само TP1 и ние сме земале профит, секој во зависност од својот акаунт или од својот lot size, и на тој начин си правиме профит. Нешто слично што често се појавува на самата апликација или на GIFU Connect, исто и на Trade Titans, се кога некој едукатор ќе напише дали треба да поставиме трейд на break even или напишано е тоа како BE, еве може тука да видите, ставите BE, или тоа значи дека ние треба нашиот трейд да го модифицираме и да ставиме вредноста за stop loss, да ја ставиме на местото на entry или на тој начин да го модифицираме трейдот и така го заштитуваме нашиот капитал од понатамошна загуба. Тоа ќе го покажеме на следното, на ова видео, на следниот трейд. Ќе пуштиме еден трейд за sell на злато. Ентрито моментално ни е 4044. Ќе подесиме, значи кога ќе кликнеме тука на самиот чарт и ќе ја земеме оваа линија за stop loss,
Например, кога ќе наместиме стоп лос на $70, прифаќаме во овој трейд да загубиме $70, а кога ќе кликнеме ТП, овој трейд сакаме да има профит. Например, ќе го наместиме 1:1 risk to reward или ризикуваме $70 за да добиеме $70. Секунда, само да го повлечеме оваа линија на самиот чарт за take profit. Или рачун да го напишам, ајде 4034, бидејќи тука е сега. Значи, било каде може да го модифицирате овој трейд, еве вака ќе му поставиме ТП и кога трейдот ќе напредува во профит, односно ние во овој трейд сакаме цената да почне да паѓа за да бидеме профитабилни, односно да се движи надолу. Кога цената ќе тргне во профит, ние трейдот го ставаме на break even, така што ќе ја земеме оваа линија за стоп лос и едноставно ќе ја поместиме на нашето entry. Секунда, имам проблем со маусот. Значи, вака на овој начин, кога ќе ја фатиме линијата за стоп лос, и ќе ја донесеме на местото на entry и на овој начин, кога ќе пуштиме и кога ќе потврдиме на modify, ќе потврдиме дека нашиот стоп лос веќе не е на претходното ниво, туку сега го имаме донесено на 4044, така нашиот акаунт го заштитуваме од понатамошна загуба. Нормално дека овој стоп лос, како што напредува трейдот во профит, може да го движиме уз него и на тој начин, иако е стоп лос, тој ќе ни биде во плюс и така ние го заштитуваме нашиот капитал. Друго често што едукаторите даваат како препорака или идеја некогаш е да се земе парцијален профит, или тоа значи дел од сегашниот профит ние да го земеме како процентуално колку сакаме, например 20, 30, 50% од постигнатиот профит, а да го оставиме трейдот да оди понатаму до некое ниво на ТП што ќе го имаме поставено или додека трейдот рачно не го изгасиме. Овој трейд, например, моментално може да видиме дека сега е $11 во плюс, и ако сакаме овој трейд да го изгасиме, ние треба да отидеме на close position, не на modify, значи на close, и да го смениме лотот, кој што тука го имаме користено 0.1, и, например, ако сакаме да земеме 50% од овој профит, кој што моментално е $7,3, треба да кликнеме на close position и во полето за лот, close position, и во полето за лот да напишеме, пример, 0.05, и кога ќе кликнеме во делот за ТП, може да приметите дека од 13 профитот станува 6.9, и кога ќе кликнеме, ја затвараме оваа позиција со 50% профит, а трейдот продолжува да биде активен, со тоа што сега приметувате дека веќе трейдот има 0.05 лот и се намалува ТП, што претходно беше $100, сега е 53, и на овој начин може да си земате дел од профитите, а да го оставите трейдот и понатаму да биде активен. Секако дека кога гледаме дека овој трейд е во профит, можеме, како што кажавме, да го ставиме стоп лосот на break even или малце да го намалиме тој стоп лос и така да го заштитиме нашиот капитал. Значи, секогаш клучно е, без разлика колкав акаунт имате, дали се тоа $100, 200, 300, 500, секогаш пред секое тргување идејата треба да биде да го заштитиме тоа што го имаме, а ако имаме можност да земеме профит, тоа ќе биде супер. Се надевам дека ова видео ви помогна да ги разберете овие нешта. Најлесно да може да препишете идеја од апликацијата и од Trade Titans. Исто тука ќе се навртам само во делот за премиум Forex идеи, дека и тука имаме идеи од едукаторите. Последно денес имаше идеја од исто за злато и за сел, која што завршила
1240 пипови во профит и имало поставено break-even на самиот трейд, нормално како заштита. Еве може да видите дека и при самата дадена идеја, едукаторот, секунда само да ја покажам целата идеја. Едукаторот има дадено идеја за sell, point of interest или местото каде што влегуваме во трейд било $4073, invalidation level или stop loss било 4087 и имало exit 1 на 4059 и едукаторот кажал дека треба да се помести stop lossот на break even кога трейдот ќе биде 350 пипови во профит или тоа е разлика во цената од entry до take profit од $35. Значи, знаеме дека разлика во златото, во цената на златото од $1 е 10 пипови. Ви посакувам успешно тргување, да бидете многу профитабилни и што повеќе да ја користите апликацијата GIFO Connect и идеите од групата на Telegram Trade Titans. Се гледаме во некоја следно видео.